Ваша инспекцијата на град Скопје има ингеренции да отиде, да го казни и да се преземат мерки? Оди и постапува секаде каде што имаме ние надлежност, се изрекуваат казни. Пробуваме, знаете како, еве со она одлука... Бидејќи се сведува, била инспекција, констатирала, направен е записник, а субјектот и понатамо функционира. Значи имаме два начини на дејствување. Дејствување секаде има периодов. На местата каде што ние имаме ингеренции и надлежност да постапуваме. Најпрво се изрекува опомена. И сметам дека тоа е добро за да му укажете на човек, да не преземете веднаш действие со кое што ќе примените казна. Зошто? Затоа што системот, еве конкретно на Љубиша, хипотетички му дозволил да се загрева дома со мазут 30 години. Така? Добро. И Љубиша ја продолжил праксата. Затоа е добро инспекцијата да му укаже на Љубиша или на Орце, но доколку Љубиша или Орце или кој да е не се поправи за 5 дена или 7 дена, тогаш ќе има казна. И така постапувавме и за казните поврзани околу забраната со одлагање на отпад после 22 часот. На позициите каде што ние немаме можност за да изречеме казна. Нашата инспекција во вкрстени активности оди со централните институции. И тука од нашите се води записник, инспектори, дека констатирана е таква и таква состојба и дека Министерството треба да изрече казната. И доколку, одговорно тврдам, не биде изречена казна за истото, а е констатирано од нашата инспекција, јас тоа ќе го обзнанам во јавност.